Една недела без јавни собири. Владата со препорака до организаторите на јавни настани да ги одложат или да ги откажат. Одлуката е донесена во консултација со Комисијата за заразни болести, а поради страф од ширење на коронавирусот во земјава. Ке важи и за спортски надпревари и за културни манифестации. За нив надлежните препорачуваат да се одржат, но без публика. Се откажуваат конкретно Струмичкиот карневал, карневалот Прочка во Прилеп. Им препорачуваме на организаторите на спортските настани истите надпревари да се одигруваат без публика. Ова го кажуваме конкретно и специфично за овие два карневали и спортските настани во однос на публиката, заради тоа што очекуваме на тие настани да има дојдено многу луѓе од регионот на Северна Италија, кои што таму работат, а сега се враќаат и ќе присуствуваат на двата настани. Во овој момент нема ниту една епидемиолошка причина да се воведе строга забрана за било каков јавен настан на било кое друго место, затоа ги потенцираме овие два настани. Опасноста од ширење на вирусот COVID-19 не ги пишма ни љубителите на хуморот, па вчерашната манифестација Златна бубамара на популарноста имаше масовна посетеност. На трибините и во публиката во спортската арена Борис Трајковски имаше неколку илјади посетители. И покрај насоките од владата, утрешниот надпревар помеѓу ракометните екипи на Вардар и Монпелје како дел од групната фаза во Лигата на шампиони ќе се игра пред публика. Ваква одлука донесе раководството на РК Вардар, а ја соопшти преку социјалните мрежи. Сепак ги повикаа фановите на трибините да не носат мали деца. Одлуката е донесена пред се поради краткиот период за било каква промена, а со оглед на тоа што станува збор за меѓународна средба која е одамна закажана, а и екипата на Монпелје е веќе пристигната во Скопје. Вечерва во Младинскиот културен центар пак концерт ќе одржи групата Баклава. На Facebook страната на МКЦ стои статус «Оти концерт ќе има».